се работи за човек кој што потпадна под влијанието на она секташко размислување, она размислување на култ. Јас сум убеден дека тој дента во Кочани ќе се општеше дека си поднесува оставка. Но сектата, култот направи таков притисок врз него да тој не го направи тоа, да се измисли ова оправдување, веројатно се правели некои работи зад кулисно со пари, со подкуп и така натаму, кој што вчера ги збореше сопругата на загинатиот полицаец, и многу ми е криво кога ќе видам такво нешто. Че ќе видиш практично човек кој што има некој морална вертикала, има некои принципи, има некој и отстапува под влијание на луѓе кои што се многу полоши од него. Како у друштво, кој ќе кажа за некој дека се фатил у лошо друштво. Тоа е нивото. Ама тоа значи дека ти си бил слаб како човек, штом си дозволил да потпаднеш под влијанието на другите кои што те довеле у ситуација да денеска веројатно си еден од најомразените политичари у држава, иако имаше период каде што мислам дека Панче Тошковски имаше веројатно подобар рейтинг и подобро стоеше у јавноста и од Христијан Мицковски. И Христијан Мицковски ве игра. Ве игра сите, ве тера се правите мајмуни, да се бламирате по телевизии, се бламира и он самиот, ама се што правите на крајот од денот е во негова корист.